Почитувани, ви благодарам за вашето присъство на нашата пресконференция. Почитувани кумановци, денес ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, заедно со народот, ја започнува финалната битка за спас на Македонија од канџите на оваа ненародна власт, во кој е заробена веќе 3,5 години. Како одговорен политички субјект, пред се, кој се грижи за здравјето на граѓаните, ќе водиме кампања целосно во согласност со пропишаните здравствени протоколи за време на пандемија. Па така, кампањата ќе ја водиме користејќи дигитални алатки и преку социјалните медиуми. Посетите на домовите на граѓаните ќе ги замениме со промотивни штандови поставени на голем број локации низ градот, а достапни до сите граѓани. Во нашата кампања ќе нема масовни собини или какви било активности со кои би им го загрозиле здравјето на граѓаните. Ја користам оваа прилика да упатам апел и молба до сите политички субјекти кои ќе учествуваат на изборите со своите активности да овозможат фер и демократска изборна кампања и перфектно кредибилен изборен ден. Особено сакам да им порачам на вледачката СДСМ да престане со обидите за подкуп и незаконско влијание врз граѓаните и гласачите, да се надбине себе си и да овозможи услови за демократско изјаснување на граѓаните, како што впрочем доликува на земја претендент за членство во Европската унија. Имајте на ум дека ВМРО ДПМН со голем мониторинг ќе го следи однесувањето и активностите на СДСМ и за се ќе презема ригорозни мерки и ќе ја запознава меѓународната јавност. Почитувани, ви ја најавувам проектот Обнова на Македонија, програма со повеќе од 1000 проекти за секој. Програма зад која стои ВМРО ДПМН и експертски тим. Во оваа програма се обврзуваме на раст на бруто домашниот производ од 4 до 5% годишно, намалување на стапката на невработеност под 10%, зголемување на платите од 25% во период од 4 години, домашни и странски инвестиции од 4 милиарди евра за период од 4 години, високи и стабилни субвенции за земјоделците и модернизација на земјоделскиот сектор, крупни инвестиции во патната, енергетската и комуналната инфраструктура, зголемување на пензиите, подигање на квалитетот на здравствените услуги, заштита на животната средина, инвестиции во образованието како поттикнување на иновации, научно-истражувачка работа и примена на новите технологии. Почитувани кумановци, имаме најдобрата листа во изборна единица 2, каде носител е докажаниот професионалец кој знае како се реализираат капитални проекти, Владо Мисајловски. На листата на втора позиција е новата македонска хероина Рашела Мизрахи. На третата позиција сум јас, како кумановец, Бране Петрушевски. Од останатите кумановци на листата го имаме и председателот на Демократската партија на Србите во Македонија, Иван Стојковиќ, на четвртата позиција. Во добитните позиции имаме и Кети Димковска, магистар по филолошки науки. Исто така, кумановец на листата ни е и Тихо Алековски, дипломиран професор по физика. Обновата на Македонија ќе значи обнова на духот, победа на просечноста и статус-кво политиките, обнова на вредностите, но и обнова на идеалите. Обнова која ќе донесе повеќе за секого и промени кои ќе направат Македонија онаква каква што сите ја сакаме и во каква што сите сакаме да живееме. Почитувани, следува период на нова надеж, нов исчекор, каде ќе покажеме дека сме различни од нив. Не се сите исти. 15 јули е денот кога Македонија ќе се исправи и ќе возрати. Ви благодарам. Ќе останете тако за да може направо